тоа е само политички елемент, затоа што никој не спомнува дека имаме преведување на македонски книги на бугарски јазик и бугарски автори на македонски јазик. Дали всушност македонскиот јазик ние го користиме за билдање на националните чувства? Па точно, тоа е една имагинарно, нели, застрашување, пред се јазикот во сите состојби се опстана, нели, се додека има говорители, ќе има и јазик. Предлогот на Фискалниот совет беше невнимателен, ниту една земја досега не е постигнала нагло зголемување на старосна граница. Не може вие на вработени кои што очекуваат да се пензионираат наредната година да им кажете дека ќе мора да работите уште 3 години. Зошто како партија Социјалдемократскиот сојуз во овој момент се изема од одговорноста? Е направен одреден пропуст во однос на кривичниот законник, значи ние не одговорноста за тоа секако ја носиме. Ке имате ли доволно време да ја консолидирате партијата? Она што беше во предизборието ветено од сегашната власт, многу малку се спроведува. Имаме луѓе што возат джипови од по 100.000 евра, а плаќаат придонес на минимална плата, што создава големи, да речем, нееднаквости во општеството. Усвоен е буџетот за наредната година. Во 1/4 од приходите во државната каса ќе се финансира дефицитот кај пензиите. Над 850 милиони евра оваа година ќе се трансферираат во пензискиот фонд. Фискалниот совет, Светската банка и Меѓународниот фонд предлагаат зголемување на ДДВ-то од 18 на 19%, како и покачување на старосната граница на 67 години. Во ово издание на Трин гости на универзитетскиот професор и екс-министер за финансии Трајко Славевски. Добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Професор Славевски, премиерот Мицковски не прифаќа зголемување на старосната граница за пензионирање. Ќе направи на трепартиски консултации. Кои се опциите на кои ни престојат? Мислам дека предлогот на Фискалниот совет беше невнимателен, ниту една земја досега не е постигнала нагло зголемување на старосна граница. Тоа го прават, има земји кои што се во тек, ќе се донесе, да речем, некоја мерка, но тоа трае со години. По 3 месеци секоја година, некаде по 6 месеци, значи никаде не може вие на вработени кои што очекуваат да се пензионираат наредната година да им кажете дека ќе мора да работите уште 3 години. Затоа велам дека беше малку непрофесионално и невнимателно пласирана таа мерка. Сега останува на владата да бара други решенија. Секако е голем товар дефицитот во пензискиот фонд кој што се финансира од буџетот, но малку е чудно зашто нема кај нас дебата околу генезата на тој дефицит. Мајте, јас сум малку повозрастен и ги помнам уште првите денови дискусии, уште од 2000 година, од притисокот што го изврши Светска банка да преминеме, односно да го воведеме вториот пензиски столб. Таму беше предвидено дека за 10 години ќе има така наречен транзицијски дефицит, затоа што не можете, ако му одземете 1/3 од средствата, од придонесот на државниот пензиски фонд на ПИОМ и ги префрлите во приватни пензиски фондови, нормално дека ќе дојде до дефицит. Но тоа беше една голема заблуда. Според некои истражувања, тој дефицит транзицијски, кој што кај нас се провлекува веќе трета деценија, може да трае дури и половина век. Односно, никогаш, што се вика бел ден, буџетот, пензискиот фонд да не види од воведувањето на приватните пензиски фондови. Кои се причините што со години се провлекува овој дефицит во пензискиот фонд? Па главната причина е тоа што му се одзема средства. Вториот пензиски фонд се формираше на тој начин што 1/3 од средствата што се уплаќа во државниот пензиски фонд отидува во приватните пензиски друштва. После има други причини, усогласување со инфлација, некои, да речам, ад хок усогласување заради тоа што се утврдило дека пензиите заостанале зад платите кои што растеле заради една или друга причина и така натаму. Сакам да кажам дека истражувањата кои што, за жал, нашите финансиски експерти не ги вршат, затоа што ние гледаме кратковидно, не гледаме за ефектите што ќе следат во иднина, покажуваат дека дури
дојдеме ние, ако ситуацијата остане статус кво, да останат вторите пензиски друштва нечепнати како што е сега, дури 2% поени или 2/3 од оној дефицит што би го имале од 3%, ако го задоволиме фискалното правило и мастришкиот критериум, ќе отпаѓа на потребата од покривање на дефицитот во пензискиот фонд. Нема тука, нема решение, може само ублажување да се намали тоа, дали ќе одиме на близу 40% да се финансираат од буџет средствата потребни за пензии или 30%. Вие бевте силен критичар околу формирањето на вториот пензиски столб во 2006. Видите, политичката одлука беше донесена 2000 година. Јас тогаш бев министер за развој. И се сеќавам тогаш на една средба во кабинетот на тогашниот министер за труд и социјална политика, господинот Ибраим Бедредини, се разви дискусија, но на некој начин бевме замолчани, затоа што Светска банка услови ФЕСАЛ 2 аранжман од некаде 10,5 милиони евра или марки, не се сеќавам тогаш, се уште постоеше марката, за финансирање на решавање на загубарите. И под тие услови ние го прифативме заедно со уште 11 земји од Источна Европа и едно 7-8 земји од Латинска Америка. Ниту една друга земја во светот не отиде на прифаќање на таков модел кој што има катастрофални последици за нашиот пензиски фонд и за македонската економија, односно само ги храни со провизии, дебели профити приватните пензиски друштва, она што е моје очекување, кога во 2030, за мажи 2032 година ќе почне да се исплаќаат редовните пензии на оние што се осигурени во вториот пензиски столб, ќе видиме дека можеби 70-80% од лицата тогаш ќе се префрлаат во првиот пензиски столб, затоа што не ќе можат да стигнат ниту до минимална пензија. Така покажуваат актуарските податоци. Видите, Чомовски, 2019 година, кога оние што беа доброволно се приклучиле кон вториот пензиски столб, родени пред 1967 година, имавме некаде околу 16.500 такви пензионери. И земјоделци и лица со бенефициран пензиски стаж, кога дојдоа да се пензионираат, тогаш се види дека пензиите ќе бидат екстремно мали и тогашната влада, нели владата на СДСМ од 2019 година, сите нив 16.500, подоцна уште неколку стотици како што доаѓа, ги префрли заедно со средствата нечујно, тивко, без да направи некои промени во вториот пензиски столб, ги префрли во ПИУМ. Некаде околу 2,5 милиарди денари, околу колку 140 милиони евра беа префрлени. Моја проценка е дека тоа не чека и во иднина. Како што ќе стигнеат пензионери, кога ќе се види дека пензијата, ако би останале во државниот пензиски фонд, ќе биде поголема, затоа што, внимајте, тој е покрај тоа што е и актуарски и социјален, гледате, нели, се води сметка за стандардот, притисоци, зголемувања, усогласување со инфлација, со раст на плати и слично. Ова, ако некој, јас жалам уште еднаш ќе кажам, не се прават анализи, ако некој види колкаво е оплодувањето на средствата што им се задржуваат на осигурениците во вториот столб, ќе му се дигне косата на главата. 11 милиони евра за првите 9 месеци се платени како провизии на трите пензиски друштва, кои што ги раководат фирми од Словенија, од кои што 5 милиони се чист профит. Јас направив некои пресметки, нивната профитна маржа е 54%. Тие остваруваат дупло повеќе заработка на вложените средства, капиталот од што Apple, Tesla и така натаму. Нивните менаџери, не знам нели кои се, на кој начин се назначени, имаат плати од 300.000, 400.000 денари и тие се оној политички проблем кој што сега најверојатно по некои лоби канали ќе биде најголемиот противник на некоја реформа која што ја направија речиси сите земји во минатото. Професор Славевски, ако се исклучат вработените во јавниот сектор, на секој вработен има по речиси еден пензионер. Сите стравуваат дека покачувањето на годините за пензионирање ќе намали продуктивноста, особено кај младите. Но дали зголемувањето, односно предлогот за зголемување на старосната граница е и во насока на тоа што имаме и недостиг на работна сила? Видите, треба да се најде модел, модел да биде исплатливо за оние што се чувствуваат способни, навршиле 64
години мажи и жени 62, тие можете до 64 да работат, да не ја губат пензијата, да можат дополнителен доход да заработуваат за да останат на работа. Не станува збор за намалена продуктивност, има работни места каде што искусни, здрави, возрастни граѓани би можеле да бидат и тоа како полезни, продуктивни врз основа на својот, да речем, човечки и социјален капитал што го стекнале во минатото. Има еден парадокс, владата се задолжува дома и во странство со покривање на буџетскиот дефицит, во купувањето на македонски обрзници се почесто се појавуваат и домашни инвестицијски фондови. Тие пак парите ги добиваат од пензионерската каса. Добро сте го воочили тоа, јас го зборувам тоа со децении, односно со години. Тоа е нашиот парадокс. Тоа е она што не уништува, односно што ги јаде парите на идните пензионери. Замислете сега, ние една третина од стапката или 6% поени од 18,8 колку што е сега, парите одат во приватните пензиски друштва, 2/3 од тие пари повторно, мислам, тие ги вложуваат во државни обврзници, сосема безризичен пласман. Тоа може некој незавршен студент од економски факултет да го прави, нели таму. Инаку не спомнав, таму платите се огромни, најверојатно во пензиски друштва просечна плата е околу 60, 70, 90 илјади денари, тоа треба да се провери. И сега внимајте, сте ги отстапиле парите и си ги враќате назад, државата се задолжува кај истите пензиски друштва за да може да го покрие дефицитот. Нешто што е, како да кажам, надвор од паметот, но ево, ви кажувам, ова не е сензитивизирана јавноста до тој степен да кажеме чекајте што правиме, стоп, како што кажав, тоа што го направија, речиси, сите 11 земји кои што премина на овој систем. Знаете што е парадокс? Словенија, ние во бивша Југославија зборувавме за така наречените паметни словенци, не воведе втор столб. Остана на првиот столб и доброволен, како што е третиот столб кај нас. А нивните компании, преку КБ Прво пензиско друштво Сава и Триглав, ги раководат 2,5 милиарди евра, односно управуваат со 2,5 милиарди евра на нашите идни пензионери. Како управуваат? Купуваат државни обврзници, ги чуваат во банка и ги пласираат во индексни фондови. Некои пресметки чумовски, ако сакате да слушнете, дури необразован иден пензионер, доколку парите ги чувал во банка, да речем кога започна да се одлева средства во приватни пензиски фондови, повеќе ќе му пораснеле од што е приносот на средствата реално некаде околу 2, нешто помалку од 3% до сега. Одржлив ли е ваков пензискиот фонд долгорочно? На кој мислите? На државниот? Не, тој сега не е одржлив. Мислам, не е фонд. Перманентно е во долгови. Не е фонд ако има дефицит, нели? Фондот се знае, имате собирате средства и нив ги користите за намени без некои инјекции од надвор. Значи и сега не е одржлив. Ќе станува се понеодржлив доколку не се направат прво некои реформи во смисла на решавање ова со вториот пензиски столб, понатаму овозможување на возрастните кои што навршиле, нели, возраст за пензионерија да може да работат подолго, оние што сакаат. Евентуално во иднина, доколку се создадат такви услови, порасне стандардот, зголемување на стапката за придонес, ништо не е исклучено. И има уште еден друг проблем, посебно кај нас, самовработените и некои професии, например адвокати, лекари и така натаму, плаќаат придонеси на минимална плата. А имат многу повисоки доходи. Имаме луѓе што возат джипови од по 100.000 евра, а плаќаат придонес на минимална плата, што создава големи, да речем, нееднаквости во општеството. И тука има простор за изголемување на приходите. Следите трени гости во емисијата на универзитетскиот професор Трајко Славевски. Професоре, се предлага зголемување на ДДВ-то од 18 на 19% од страна на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Како вие гледате околу овој предлог? Видите, тоа е една од, како кажам, ти имаат мени на различни мерки, кои што би ги зголемиле буџетските приходи. Сега проценка е на владата дека од она што го спомнавте вие на почетокот,
во најавата дека можеби приходите во буџетот може во многу поголема мера да се зголемат како резултат на намалување на сивата економија или борба со сива економија, одошто зголемување на стапката на данокот на додадена вредност, кој што би требало да платиме сите ние преку зголемена цена на производите и услугите што ги користиме. Така што мислам, работа е на политичка проценка, не е тоа техничко прашање. Ке зголемите, ке има известно зголемување. Но, внимајте, тука може да се размислува за оние повластени стапки на ДДВ. Пред неколку години се воведе прогресивен данок, па имаше голема врева во јавноста, па потоа се направи повторно враќање на стариот принцип. Добро, јас во друга прилика вам кажам дека испадна дека равниот данок е мачка со 9 животи. Никој досега покри критиките не се осмели, односно не успеа, имаше обид неуспешен, како што рековте, да го укине. Најверојатно се уште добро и служи на македонската економија. Равниот данок. Буџет 2025 може ли да го наречеме дека тој е развоен или предизборен? Имајќи во предвид дека ни следуваат локални избори, иако не се исклучува можеби и да имаме повторно двојни избори, парламентарни. Ете, ова терминологија што се наметна во јавноста и присутна во медиумите, јас не ја користам тоа развоен, предизборен, социјален и така натаму. Факт е дека нашиот буџет е премногу оптоварен со трансфери. Ево, кон фондот за пензиско и инвалидско осигурување, платите се висока ставка, другите надоместоци, субвенции и така натаму, така што она што останува како дискрециско трошење е релативно мало за капиталните расходи. Развоен е секој буџет кој што паметно и до максимум ќе ги искористи предвидените средства за капитални инвестиции. Може ли да зборуваме за економска одржливост во ситуација кога јавниот долг полека се приближува кон 70%? Од позиција на опозиција ВМРО ДПМН многу често тогашната власт СДСМ ја критикуваше дека перманентно ја задолжува државата, ние веќе идната година треба да вратиме дел од старите долгови. Тоа е проблем. И владата покрај реализација на проектите што се предвидени, по овие 6 месеци на консолидација по затекнатата положба, како што сме информирани, треба да мисли на фискална консолидација. Што значи фискална консолидација? Намалување на буџетските дефицити, затоа што долгот не е ништо друго, туку јавниот долг, туку кумулирани, насобрани буџетски дефицити. Од тука ние буџетски долгот на дефицитот не е со години висок последниве години. Од тука мора да се стремиме, како што е предвидено во фискалната стратегија, мора да се стремиме да се приближиме до нивото предвидено со фискалното правило од 3% буџетски дефицит, од сегашните таму колку се близу 5 или над 5, што секако ќе влијае на стабилизација. Значи, прво треба да се стабилизира нивото на јавниот долг, кој што е високо, и подоцна може да се намалува како процент од бруто домашниот производ. Возможно ли е намалување на јавниот долг? Па, видите, јавниот долг секогаш се цени како процент од бруто домашниот производ. Може да го намалите, како што реков, со намалување на непродуктивните трошења, намалување на расходите генерално, и со раст на бруто домашниот производ. Ако забележите повисока стапка на раст на бруто домашниот производ, пропорционално се намалува и долгот. Така што комбинација на овие две состојби, на овие мерки, може да ја постави траекторијата за намалување на јавниот долг до границата од 60%, дури и под тоа што е пожелно. Сега создава значителни проблеми. Ево, например, тоа беше предупредување од Светска банка, ние сме стигнале за камати за сервисирање на јавниот долг. Во буџетот сме достигнале учество од 1,8% од бруто домашниот производ. Па ние трошиме 3% за образование од бруто домашниот производ. Мајте, тоа е огромни средства одат за сервисирање на долгот. И затоа секој намалување на долгот покрај тоа што ви овозможува инвеститорите да ве гледаат како субјект со подобра крвна слика и да нудат по поволни услови, да речеме, ако сакате да се задолжите за некоја инвестиција, исто така, нели, ја намалува тежината на сервисирање на долгот во смисла на каматни плаќања. Како ви се односите со поранишниот министер за финансии, со партиец Зоран Ставревски,
вашето име, неговото име, името на Маја Кадиевска се споменувате како можни кандидати за иден гувернер. Има ли разлики внатре партиски разлики околу економските политики? Господин Ставровски ретко го гледам. Мислам, ево вака тој помалку присутен од нас двајцата, сега од таа тројка што ја спомнавте во јавноста. Дури не знам со што се занимава, не знам од што живее и така натаму, така што не сме дискутирале по прашање или кои што вас тука ве интересираат. Имате амбиции за гувернер на Народна банка? Сега јас сум задоволен со тоа што имам бонус од 3 години на економскиот факултет Скопје, според законот, нели? По наполните 64 години да продолжам со предавања. Имам други обврски во Советот на град Скопје, не сум размислила за тоа. Дали скопјани се заложници на префрлањето на вината постојано меѓу локалната и централната власт? Градоначалничката го обвинува Советот на град Скопје, бидејќи таму мнозинство се членови ВМРО и останатите. Од друга страна, вие велите градоначалничката го има последниот збор. Видите, нема дефинирано мнозинство вака аритметичко во Советот на град Скопје, затоа што 16 членови на Советот, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е далеко од некој мнозинство од скупно 45. Но мнозинство надвор од политичките консидерации може да се формира по одделни прашања кои што се од интерес за граѓаните. Тука работата на градоначалникот во ваква констелација, нели, на фрагментација на политичката сцена во Скопје, која што ќе продолжи во иднина, градоначалникот треба да биде тоа кохезионо сврзивно ткиво кој што низ разговор, објаснување со координаторите на советничките групи, со советниците, ќе доведува до консензуси. За разлика тоа останува, отсуствува овдека. Најсвеж пример е работата околу буџетот. Никој не беше вклучен во подготовка на буџетот, предлог буџетот за 2025 година, а сега се очекува за една недела, веќе е закажана седницата за 24 идниот вторник, советниците онака без поднесување на амандмани, дискусии и така натаму да го усвојат. Еден пристап неприкладен, земи или остави. Дали е тоа резултат на суетата и ривалитетот помеѓу премиерот и градоначалничката? Па видите, ние од страна никогаш не можеме да разбереме кои беа, да речем, причините. Прво, и за мене нејасно кои беа причините за поддршката што бланко ја дадовме на Арсовска во 2021 година и она што се нарекува раскол, кога Арсовска се откажа на брутален начин од поддршката што ја имаше во функционирањето во првата година од својот мандат од поддршката на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Сето останато се проценки за дадена ситуација, даден проект. Ево, например, и покрај тој раскол, нели, од пред 2 години, да имавме епилог, да се расчистеше обвинувањето дека некој навистина, а тоа беше директорот тогаш Перински, кој што сега министер за локална самоуправа, дека има некоја вина како што беше обвинет, нели, раците во медот и така натаму од Арсовска, да се расчистеше тогаш работата, можеби работите ќе беа подобри и покрај раскинувањето, нели, на поддршката. Благодарам за разговорот и гостувањето. И вам благодарам. Сигналите од сегашната власт не покажуваат дека ќе се оди кон процесот на уставните измени. Од висок државен службеник до подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Технолог која од Скопска пивара се укотви во Министерството за животна средина. Од неодамна е дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Во вечерашното издание еден од подпредседателите на партијата, Каја Шукова, добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата. Господја Шукова, го слушам деновиве до вчерашниот премиер Ковачевски вели не чувствувам никаква одговорност во однос на се она што се случува, а е поврзано со вице-премиерот.
вице-премиерот Артан Груби. Бевте дел од владата. Чива е одговорноста на Артан Груби? Согласно закон, колективна е одговорноста. Тоа секако, законот го регулира. Во овој случај, од она што го дознаваме од јавноста, бидејќи имате пристап до електронскиот систем на владата кога сте функционер во владата, после тоа немате. Не можеме да паметиме секоја седница на влада што се случувало, за да видиме како пристигнала, тоа била дополнителна точка на влада, како пристигнала, која поднел. Сите министри во одредени моменти, еве јас од моје искуство кажувам, доставуваат дополнителни точки на влада, меѓутоа тие се точки кога имате итнос заради временски рокови, заради некои други причини, морат тие информации да поминат или одлуки или решенија и што и да се. Меѓутоа во тој случај како носител на ресор, на функцијата министер, така за одреден ресор, на колегите на владата им давате образложение зошто истото мора да биде како дополнителна точка, значи да не ги помине оние сите фази, генерален колегиум, комисии, па да стигне на седница на влада. Значи им објаснувате на колегите, останатите членови на владата, зошто е таа точка битна. Во овој случај јас не знам кој ја поднел, не можам да не паметам, бидејќи биле многу седници на влада, тоа треба да го истражат органите, обвинителството, да се види. Зошто како партија Социјалдемократскиот сојуз во овој момент се изема од одговорноста и нормално ја префрлате вината кај власта во однос на случајот Артан Груби, кога во времето на вашата влада беше донесен законот, измените на кривичниот законник, со кој, например, утре да го вратат Артан Груби за злоупотреба на службена положба, наместо 3 години ќе лежи 1 година, со измените на кривичниот законник кој вие го усвоивте. Добро, и нашиот председател во едно од своите интервјуа во изменатиот период кажа дека е направен одреден пропуск во однос на кривичниот законник, значи ние не одговорноста за тоа секако ја носиме, а во овој случај ние не велиме дали е некој одговорен или не, ние само велиме да нема политизирање на случајот, да се чека, како што би рекол и амбасадорот, јас тоа го споменав и деновиве, правдата да се го направи своето. Така, дајте да дадеме време, значи има кривична пријава, сега треба да реагира обвинителството. Во овој случај, од она што го слушаме од јавноста, од 8 лица, 6 веќе имаат покренати обвиненија, за 2 се уште се работи на случајот. Значи ние не се абстрахираме, значи ние не викаме нема одговорност, дали кај едните, дали кај другите, ние само велиме дајте оставете да не се политизира случајот, без разлика за кој политичар станува збор, дали е од опозицијата или од власта, се додека немаме обвинение да видиме за што станува збор. Деновиве ве слушнав, велите одговорноста лежи исклучиво кај министерот министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во однос на бегството на Артан Груби. Чија беше одговорноста за бегството на екс-премиерот Груевски? Да ви кажам, не знам чија беше одговорноста за времето на екс-премиерот Груевски. Во однос на овој случај, јас и посочив дека имавме и летото уште еден таков сличен случај, и посочив дека во Министерството за внатрешни работи, бидејќи не обвинија дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминатиот период правел партизација на Министерството за внатрешни работи, што апсолутно не е точно. Сметаме дека таму работат професионалци и сметаме дека треба власта која што е ВМРО ДПМН која што е сега на власт да се ја превземе одговорноста за она што се случува, бидејќи не можеме да ја превземеме ние не ја практикуваме власта во моментов. Ние сме опозиција. Времето ќе покаже кој е крив за бегството или пропуштањето на Артан Груби на границата. Секако, мислам, има истражни органи, ние само велиме дајте да видиме и мора да излезе вистината на виделина. Бидејќи ваквите случаеви, ако продолжат да ни се повторуваат, дефинитивно праќаат многу лош сигнал кај граѓаните за тоа како се практикува власта. Како вие ги доживувате коментарите дека на последната, односно на американската црна листа, последниве 2 особено се најдоа 2 поранешни вице-премиери? На последната листа да, вице-премиери судија, да. Предходно поранешен исто така вице-премиер Кочо Ањушев се најде зборувате во последователно од владата на Социјалдемократскиот сојуз. Видете, а се залагавте за борба против корупцијата и криминалот и враќање на довербата во институциите.
Политиката на партијата секако се темели на социјалдемократските вредности и борбата против корупцијата и криминалот. Тоа се еден од постулатите секако на нашата политика. Во секое едно општество и во секоја една власт секогаш има одредени поединци кои што го прекршуваат законот. Вие како било која политичка партија не може да каже дека во нејзините редови можеби нема да има поединци кои што ќе го прекршат законот. И заради тоа постојат институции во државата кои што тоа треба да го откријат, прво Министерството за внатрешни работи, а потоа и оние кои што треба да поминат низ другите инстанции. Никогаш никој, јас не верувам дека ни една политичка партија не може да каже во нашите редови никогаш нема да се случи некој да го прекрши законот. На политичката партија е на своите членови, нели, да им објасни дека особено кога се практикува власта, дека треба да се работи за интересот на граѓаните, не за нивниот сопствен интерес. Тоа е нешто што сите гледам партии дека го кажуваат, колку се практикува, тоа е веќе нешто друго. Меѓутоа американците секако имале индиции и сите овие лица ги ставиле на црната листа, а наше сега, односно на актуелната власт е да испита и за последните два случаи што се случува и зошто се ставени на црната листа. Рековте дека СДСМ ја плати цената во однос на изборниот резултат, но велите нема да гласаме за интерпелација на ДУИ. Дали со Артан Груби сушност завршува и ерата на Али Ахмети? Што вие мислите? Па што знам да ви кажам, видете, ние ја свативме пораката на граѓаните и се консолидираме како партија. Тоа не значи дека се абстрахираме од сите оние кои што претходно беа и раководство на партијата, сепак тоа се членови на партијата, работиме сите заедно во консолидација на партијата од најнискиот до највисокиот стадиум. Кога велите веќе работите на консолидација на партијата, како ќе вратите други помалку социјалдемократскиот, ќе го вратите социјалдемократскиот сојуз на здрави нозе, кога во јавноста преовладува мислењето дека има струи кои не се согласуваат со изборот на најновото раководство во партијата. Видете, ако така гледате на случајот, тогаш во сите политички партии во државата можете да го најдете ваквите обвинувања, можете да ги најдете дека сегашниот премиер Мицковски пред да стане председател на партијата, нели, бидејќи таму па не се бираат на избори, туку се на предлог се бираат, значи поврзаноста негова можете да најдете со екс-премиерот, да речеме Груевски. Значи тоа се случува најверојатно во сите политички партии, мислам така реагира јавноста. Меѓутоа јас од она што го гледам, ние сме назначени повеќе од месец дена за раководство на партијата, јас како подпредседател, можам да ви кажам дека односот со председателот Венко Филипче е одличен, дека станува збор за личност, без разлика на сите тие муабети, какви релации имат, они имат пријателски релации со Заев, јас не гледам зошто тоа би било проблем. Имам и јас пријателски релации со Заев, што не значеше дека заради тоа сум назначена за подпредседател. Станува збор според мене за кредибилна личност, која што знае да сослуша, знае да даде добар совет, знае да донесе одлука. Тоа е многу битно за председател на партија. Имавте ли средба, например, со досегашните председатели на партијата? Поранешните председатели на партијата? Јас лично не, меѓутоа мислам дека председателот Филипче остварува средби со многу и од претходното раководство и од претходните председатели, значи јас не можам лично да кажам. На ниво на раководство, кога имаме средби, таква средба не е одржана. Председателката Силјановска имаше средба со Радмила Шекеринска, заменик генерален секретар на НАТО. Дали, например, лидерот ваш оствари средба со Шекеринска? Јас колку што знам има добра комуникација помеѓу председателот Филипче и Радмила Шекеринска. Со Црвенковски? Не знам да ви кажам, за тоа немам информација. На последниот состанок, например, него видовме Игор Ивановски, кој требаше да ја подготвува стратегијата на партијата.
Јас се познавам со Игор Ивановски, работевме заедно кога се подготвуваше програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да речеме за претходните председателски избори. Станува збор за исклучителна личност која што има добри познавања во делот на политиките, особено на социјалдемократските и она што им е потребно на граѓаните. Јас верувам дека Игор Ивановски ќе биде повторно дел од тимот, секако во делот во оној дел кај што може да помогне. Ние во моментот ги формираме партиските комисии кои што ќе помогнат во тој процес и се уште не сме направиле комуникација, значи битно ни е да ги консолидираме општинските организации, да ги консолидираме партиските комисии. Пред нас се локални избори, времето многу брзо поминува. Значи сите оние кои што можат да ни помогнат, секако ќе бидат дел од процесот. Ќе имате ли доволно време да ја консолидирате партијата? Велите брзо тече времето, локални избори ве очекуваат. После лошиот изборен резултат на парламентарни очекувате дека за релативно краток период може да ја вратите довербата кај граѓаните? Јас мислам дека ништо не треба да не обесхрабрува и мислам дека она што се случува во изминативе 6 месеци доволно им покажа на граѓаните дека она што беше во предизборието ветено од сегашната власт многу малку се спроведува, особено оние неколку наративи главни врз основа на кои што сметам дека ВМРО-ДПМН ја доби поддршката од преку 400.000 граѓани во државата. Она што ние секогаш сме го кажувале и ќе продолжиме да го кажуваме е дека одлуките кои што се во интерес на државата или државничките одлуки, како што е влезот на државата во НАТО и ред други одлуки, ако одиме генеза наназад, сепак биле во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Не велиме дека немало грешка, секој кој што работи нормално е дека греши, меѓутоа сметаме дека граѓаните ќе видат повторно дека оние кои што навистина се грижат за државата и носат државнички одлуки, а ние заради тоа многу често и го губиме интересот, да речеме, кај граѓаните, бидејќи понекогаш одлуките можеби и нас не ни се бендисуваат, меѓутоа се во интерес на државата и во одреден момент мора да се донесат. Еве сега како што е да речеме овој застојот со донесувањето на уставните измени. И последниве 2 дена саметот што се одржува во Брисел, Советот недвосмислено кажа дека Република Северна Македонија мора да го помине процесот на уставните измени. Сметате дека актуелната власт ќе се одважи, ќе тргне во насока на изгласување на уставните промени? Она што они го велат е уставни промени со одложено действие. Она што го вели Брисел и го велат земјите членки на Европската унија, ние не сме виделе позитивен сигнал во однос на одложени на уставни измени со одложено действие, што значи дека останува на маса уставните измени онака како што е утврдено со преговарачката рамка. Сигналите од сегашната власт не покажуваат дека ќе се оди кон процесот на уставните измени, иако да речеме нивниот коалиционен партнер Вреди пред 6 месеци кажа дека во рок од 6 месеци нели со нивниот сега коалиционен партнер ВМРО-ДПМН ќе пристапат кон тој процес. Јас се надевам стварно и ние како социјалдемократи се надеваме дека во интерес на државата и на граѓаните конечно ќе се одважат и ќе пристапат кон процесот на уставни измени како би можеле да ги отвориме првите поглавија со Брисел. Ќе гласате за промена на уставот? Ќе гласаме за промена на уставот. На избори? Самостојно или во коалиција? Сигналите од терен доаѓаат дека можеби треба да размислуваме за самостојни листи. Не е донесена се уште одлука, отворена е темата и ќе се донесе одлуката многу скоро. Оно што разговараме е дека ќе треба побрзо да пристапиме кон кандидати за градоначалници, кандидати за советнички листи и во тој момент секако ќе донесем одлука, иако пренесувам оно што ни го пренесе нашето членство, бидејќи ги поминавме сите општински организации, дека насоките се повеќе за тоа да бидат самостојни листи. На локални избори со партиско решение за град Скопје или ќе идете со човек, односно непартиско решение или со човек од редовите на партијата? Иако се уште не сме разговарале на оваа тема, освен тоа дека треба после
после новогодишните празници, сега и период бидејќи ние одиме со консолидација сега прво на структурата на партијата, така да се воспостава телата, ќе се зборува многу брзо после новогодишните празници. Мојот личен став е дека не треба да се оди со класично политичко решение, дека треба да се оди со личност. Праксата покажа дека непознавањето на функционирањето на градот носи одредени ризици како ќе се однесува градоначелник. Јас сметам дека треба да одиме со личност која што има одредено административно познавање на работите, да има секако и политички бекграунд, позитивен. Меѓутоа се уште на маса не се ставени имиња со кои што може да се разгледуваат и финално да се донесе одлука. По локалните избори очекувате перманентно продолжување на рехабилитацијата на партијата или може да ви се случи понатамошно тонење? Јас не очекувам дека ќе има тонење. Очекувам дека сите оние кои што се во партијата и од незиното формирање, па и поновите членови, особено ги охрабрувам младите, сите да бидеме заедно. Во јавноста има одредени констелации, слушам претходно раководство, сегашно раководство, не. Ние сме една партија, сите се членови на партијата и сите треба да работиме заедно. И по она што јас го гледам во овој месец и скоро половина, а имаме редовни средби, имаме комуникација не само со членовите, туку и на ниво на раководство на партијата, има позитивна енергија, се отворија нови погледи и нови видици. Мислам дека ќе пристапиме и на локалните избори со нешто малку поинакво, она што е навистина им е потребно на граѓаните и конечно да направиме дистинкција помеѓу централната политика и локалната политика. Многу често на изборите, на локалните избори се презентираат националните цели, националните вредности. Да, тие секако се битни, меѓутоа мислам дека локалните програми, особено на градоначелниците, треба да бидат јасни, кратки и концизни и да покажат што е она битно што ќе им го подобри квалитетот на живење на граѓаните. За мене е многу неразумно. Еве гледам сега министерот за локална самоуправа најавува измени и ЗЕЛС најавуваат евентуални измени на законот за локална самоуправа заради проблемот, заради тоа што градоначелниците се, нели, како што би рекол народот, заштитени мечки, не можете да ги промените. Меѓутоа јас би отворила и уште една дилема. Што станува со советите? Ова за мене е небулозна ситуација да градоначелник, без разлика од која политичка партија е сега, го зборувам хипотетички како пример, да поднесува иницијатива на Советот и 23 или 4 пати, коригирајте ме, бројката е над 20, да една иницијатива не помине. И да вие немате како држава механизам како таквото нешто да го решите. 20 и неколку пати. Не се случило еднаш, не се случило 2 пати. И да бидат, заради тоа, граѓаните на град Скопје да немаат, во случајов пример, нормален превоз. Јас пред да станам функционер и од кога ми завршија мандатите, јас на работа одам со автобус. Тие денови, како и сите граѓани, јас стоев на автобуска станица по час и половина, 2 часа, не можев да најдам превоз за да стигнам до работното место. Тоа е во 21 век е недозволено. Меѓутоа, сега ајде кривицата да ја бараме, да се вратиме малку назад. 20 и неколку пати. Значи, нешто треба да се менува во концептот на функционирање на локалната самоуправа, да се додефинираат одредени механизми на контрола или на казнување, кога одреден градоначелник не ги извршува своите функции, кои му се утврдени согласно закон, ама и советите. Што е позагадено, воздухот или политичката сцена? Па, тука негде се. Проблемот со загадувањето, јас како министер за животна средина и претходно државен секретар на многу пати на оваа тема сум го правела муабетов. Долгорочен процес е, меѓутоа тоа не значи дека нема и краткорочни мерки. Тие се дефинирани години наназад. Процесот далеку од тоа дека е маргинализиран, иако слушнавме такви изјави. Гледам сега се промовира и некоја нова програма 2025-2030, која што во глобала ги содржи мерките кои што веќе се детерминирани во плановите и програмите кои што години наназад ги афирмираме, ги работи и ги афирмира Министерството. Останува на сите само да спроведеме. Јас живеам во Скопско Нерези, значи во Карпош.
Секоја вечер во некоја од околните куќи, ја живеам во зграда, се гори најверојатно пластика или нешто друго, значи мирисот е неподнослив. Додека не научат граѓаните дека прво си прават штетата на самите себе, на нивното домаќинство, на оние што живеат во домот, во нивниот дом каде што ги горат таквите материјали, значи мораме да работиме многу на јавната свест. А политичката сцена, јас се надевам дека конечно ќе се стабилизира, не за друго, за доброт на граѓаните. Гледаме со какви брзи чекори оди Албанија, оди Црна Гора, па впрочем и Србија, зошто кога во 2005 година една Хрватска учеше од нашиот процес на пополнување на прашалникот, кој што тогаш го водеше Радмила Шекениска, се надам се сеќавате, нашето искуство го дадовме ние на Хрватска, јас бев дел од тој процес. Сега да дојдеме да Хрватска веќе години е во Европската Унија, а ние не можеме да отвориме преговори. Мислам дека мајнсетот, или не ми текнува изразот на македонски сега, мора да ни се промени, да ни биде битна државата, граѓаните, а потоа интересите на партиите. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и на вас. Каја Шукова, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, еве што ќе гледате во продолжение. Околу јазиците секогаш многу повеќе се политизира отколку и се користи како маша во собирање поени. Кратко траеше стражата на ДУИ пред Уставниот суд околу употребата на законот за јазици. Во ово издание на Тренинг со говорник ќе биде професор доктор Весна Костовска од Институтот за македонски јазик. Добро дојдовте во емисијата. Добре, најдов, ви благодарам на поканата, голема чест. Професор Костовска, чуму таков отпор околу употребата на законот за јазици? Од каде тој антагонизам? Тоа е еден долг процес, пред се мислам дека е резултат на тоа што околу јазиците секогаш многу повеќе се политизира отколку и се користи како маша во собирање поени, собирање на гласачи, и тоа е многу одамна. Не е сега тоа, туку и не знам, некако циклично се повторува, ми се чини по потреба, дека треба да дојде, дека треба да се браниме. Мислам дека тие пропусти кога не се формулирало како што треба, тој момент без антагонизам, со една спокојност, да се решаваат тие проблеми, предизвикуваат се повеќе и повеќе таков антагонизам и секогаш се создава една состојба на кога ми се чини кога треба. Во момент кога треба да се или да се одврати вниманието од нешто, или за да се добијат поени. Секогаш ќе има незадоволни, во смисла, но како велиме, еден компромис во кој и двете страни би биле незадоволни и една работа, мислам, страшно нелогично, страшно изгледа дека ќе кажеме дека треба дека може да се учи албанскиот и ромскиот и влашкиот јазик и српскиот јазик во училиштата за приближување, за создавање на една многу попријатна атмосфера, а ние со тоа што сега се формира стража, па имаме реакции, ништо не може да се реши така како што е кога е една таква збувната ситуација. Наместо нашите лингвисти да предложат воведување и на албанскиот јазик во основните училишта за сите, тие во постојугословенски супермациски манир говорат за ексклузивитет на македонскиот јазик, па токму на тој начин и со меѓусебно почитување, вреднување и говорење ќе се постигне најголемата заштита на македонскиот јазик. Како јазикот на заблудата да се замени со јазикот на рационалноста? Многу тешко, морам да кажам, затоа што секаква реакција некому да се спомне дека ќе се учи албанскиот јазик има ужасни реакции, ужасни. И просто не знам, мислам, тоа е веќе не е на тоа ниво
решавањето или законски или како, тука е веќе еден ментален склоп, тука е еден културолошки скок треба да се направи, бидејќи ние сме многу паднати во тој поглед и треба да се добие едно чувство дека не постои опасност, дека не е страшно, дека може и, мислам на вистина чувство, мене ми е криво што јас и на времето, иако на факултет имавме албански јазик, јас не го научив. Колку ќе ми беше добро да го знаев во многу сфери. Во многу сфери и за работа, нели, но и за комуникација. Постои едно мислење, тука навистина ни јас не можам да рашленам, дека на тој начин ќе се разделиме, дека не постои еден официјален јазик, нели, и дека нема да можеме да се разбереме. Не знам, мислам тук и на тој, и тоа е поле за размислување, но никогаш не треба да биде тоа еден страв, една отпор, не е само кон јазикот, знаеме ние дека меѓуетничките односи се разгоруваат, дека никогаш, велам, еден период наназад, малку се стабилизираат тие односи, се создаваше една попријатна атмосфера. Мене, искрено, многу ми стана непријатно кога повторно почнаа тие нешта да се разговоруваат, најмногу заради лични интереси, поради политички поени и мислам просто е страшно. Мислам ако размислиме дека пред извесен период, нели, се случуваше Смилковското диво населје и секакви, нели, такви ситуации, мислам дека беа дури и намерно предизвикувани, се оди до една граница, може ништо нема да стане, ајде сега да се расправаме. Професор Костовска, како може да зборуваме за афирмација и негување на македонскиот јазик надвор кога ние всушност не знаеме дома да си го негуваме? По моите податоци до кои дојдов, ние во моментов, например, располагаме со многу мал број на лекторати низ светот. Долго време Институтот за македонски јазик беше на маргините на запуштеност. Конечно излезе институтот од таа летаргија, 24 годишна летаргија. Што значеше тоа? Па ние требаше да си се само затвориме. Одеа во пензија, немаше нов кадар, ние веќе застаруваме и едноставно немаше потреба некој нам да ни го загрози јазикот. Клучна врата, нема институт за македонски јазик и што од тоа? Истото беше и со еден период, дојде и до тоа дека треба привремено да се затвори катедрата за македонски јазик. Тоа беше голем шок. Тоа не смее никој ни да го помисли. Потоа, навистина се намалува бројот на студенти на катедрата за македонски јазик, но сега има други нешта што ако се остваруваат преку тој закон за македонски јазик што се донесе, може навистина тоа да влијае на зголемување на интересот за студирање на катедрата. Зарем не е поразителен податокот дека се помалци имаме говорители на македонски јазик, се почесто или се поинтензивно се користиме со англицизми или странцизми? И па тоа е, како да кажам, еден проблем на културолошко ниво. Значи, како ние размислуваме за јазикот, нели, нормално може да си постои јазична полиција, да бидеме и ние како институт, нели, и да постои и во законот за македонски јазик има постои сега дека секоја институција јавна, законодавна, извршна, треба да има лектор, нели? И токму заради тоа се зголеми бројот на интересенти да студираат, да полагаат за лекторска лиценца. И мислам дека тоа е еден правец кој не е само кај нас проблем, нели, со интернетот и со се, но секако дека ако постои поголема лична свест, поголемо лично чувство и љубов кон јазикот, нели, сите ќе дадеме еден
придонес во тоа да се подигне нивото на јазикот. Англицизмите многу навлегуваат, на вистина, тоа е една стара тема. Професор Костовска, вие во една прилика имате изјавено јазикот не припаѓа на ниедна фракција, партија и идеологија. Имаме обиди за имагинарни и деструктивни ставови, дека тој ќе биде асимилиран во Европската Унија, во ситуација кога колку може воопшто да се зборува за загрозување на македонскиот јазик, кога тој е признат во Обединетите нации, признат е од страна на Фронтекс. Дали всушност македонскиот јазик ние го користиме за билдање на националните чувства? Па точно, тоа е една имагинарно, застрашување, пред се јазикот во сите состојби се опстана, се додека има говорители, ќе има и јазик, Само една држава не го признава нашиот јазик, инаку во светски рамки е признат. И, зборувам и за тоа дека тоа е само политички елемент, затоа што никој не спомнува дека имаме преведување на македонски книги на бугарски јазик и бугарски автори на македонски јазик, зарем тоа не е најголемото признание дека ние сме посебни јазици. Мислам, тоа е имагинарен страв. Имагинарен, кој на некој начин веќе доби некој нереален замав, и со тоа што јавноста се тера да се чувствува загрозено, не само за македонски јазик, општо. Зошто таква тенденција воопшто во општеството дека сме загрозени, дека ние сме онеправдани, напротив, ние треба секогаш да бидеме исправени, горди, да сме свесни дека имаме прекрасен јазик, дека треба да го негуваме, на тоа да се сконцентрираме, да го употребуваме, да си го збогатуваме, да представува јазик кој ни овозможува да комуницираме и со другите и да едноставно да се изразуваме себе си, да твориме на тој јазик. Како вие го објаснувате фактот што меѓу нашите македонските писатели, академици, па и кај бугарските писатели, ние имаме дела кои се преведуваат на македонски и на бугарски. Која создава таа слика на обиди на оспорување? Тие постојат оспорувања. Мислам одамна, уште како дете, Јас се сеќавам за тоа дека постојат оспорувања, не е страшно, но тие не треба да бидат толку преувеличување и толку да се одговара постојано на тие провокации на таков начин. Ние на провокациите ќе одговориме ако тука си го реализираме јазикот, тука си го создаваме јазикот во понатаму, во некои по-високи форми. Каде води таа национал-патриотска реторика, речник? Тоа е, како да ви кажам, тоа е една патетика што се повторува. Дури морам да кажам дека и постојат писатели во времето во Југославија, не сакам ништо да именувам, меѓутоа кога сега како возрастна, како многу повозрастна ги пречитувам тие работи гледам дека постојано нешто било тој нагласен патриотизам и со нагласено стравување, тежина, Но ние сме биле токму во еден период кога процветувала македонската држава, во тој период во рамките на Југославија. И културата, и воопшто науката, и животот процветувал, а писателите многу настојувале да кукаат постојано. Јас зборувам во тој поглед. Истото е и сега. Значи, ние не сме толку трагични, не сме толку загрозени, гледаме што се случува по светот, Јас ако за нешто инсистирам и животот е краток. Јас треба да инсистирам за сите животи понатаму и да творам и за сите
тука, кај нас, на тоа да се насочиме. Отиде животот во патриотизам. Така? А патриотизам е нешто сосема друго. Што е за вас патриотизмот? Како вие го разбирате? Па, за мене патриотизмот е да во мојот домен, нели што се однесува професионален, да дадам се од себе, да навистина да ги секој што да го пренесува македонскиот јазик на неколку полиња, нели? И во однос на мојата научна работа, па и во однос на мојата професорска работа. Еве ќе кажам, мислам јас навистина му се восхитувам на Блаже Конески затоа што го следам и во однос на науката, не можам. Јас сум одушевена како еден човек во тој повоен период успева да даде толку голем принос во многу области за македонскиот јазик. Во историјата на македонскиот јазик, граматиката на македонскиот јазик. Бидејќи тоа се мои прирачници, нели? Толку имало работел на тоа, толку податоци, а немал некои предходници со толку научен, нели, стил да работат на јазикот, тој прави едно грандиозно дело. Зарем тој не е, тоа е патриотизам. Понатаму, например, понатаму ги читав неговите кажувања што се што ги има разговори, што ги има направено писателот Цане Андреевски со него, тоа е исто едно прекрасно дело каде што се гледа неговиот растот на Блаже Конески од тој период, нели, поствоен, кога постоела една, нели, патриотизам, еден социјалистички, нели, социјалистичка визија, тој веќе станува многу посветски. Тоест, со текот на возраста, сите негови размислувања веќе добиваат една друга димензија за јазикот, за тој соживот, за почитување на јазиците и се. Тоа е неверојатно нешто. Така треба и ние, треба да растеме. И патриотизам, да се приспособуваме на времето. Благодарам за гостувањето. И благодарам и на вас. Следевте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Вечерва во емисијата беа потпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Каја Шукова, поранешниот министер за финансии професорот Трајко Славевски, како и професор доктор Весна Костовска од Институтот за македонски јазик. Довидување, се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути.